И Цаци ги дава на конференција или на нешто кога прави тортили, имаш и ракавици да си земеш за да не се наприш лом. Така е. Пред да почнеме да јадеме, да си кажеме дека ние сме дебели гикови. Точно така. На гости, како што може да видите, одма ќе најавам гостина. Пошто си гладен. Дека сум гладен и дека огромна чест ми е да ја најавам Сара Климовска. Една од не знам, немам доволно зборови да кажам, една од најуспешните македонски актерки. Ако така ме најавиш, окей. Така, па не знам. Не, гледај, реално не знам ја друга актерка од кај нас може ќе ме поправиш, што има снимано толку многу филмови. Ќе те поправам. Мислам, имаме доста, еве Камка Тоциновски, една од глумиците, да, некоја генерација е постара од мене, ама она иста има доста успешна кариера на Балканот. Нели последно работеше Беса серијата, она е сјајна глумица. Ете ти брат. Значи, Добро, една од најуспешните глумици. Значи, Ќе го привадам за зашто правиме подкаст за вакви работи, да дознаваме и ние. точно, да. Значи следна Камка Тоциновски. Спойлер. Гладен си отвора храна. Кажи ти, Да, ја ќе најавам спонзори, тоест пријатели, ќе се ги кажам, ти доре ги отвараш нашите храни. Само да се заблагодарам многу на Беше Дреза, кој што повторно го обезбеди овој прекрасен простор за да може да го снимаме начинот подкаст, каде што можете ви да се го организирате, вашите настани и се останато. Само заблагодарам на Бенто Блумкейк, кои што ги прават највкусните и мали бенто тортички кои што се од 20 до 4 и треба да направат за Гоблин и за тоест више поминато и за Fat Kitchen више поминато. Пошто славевме една година со Цаци и 25 години со Гоблин. Само се заблагодарам на Red Bull Македонија кои што не напиваат со Red Bull и даваат крилја. И само се заблагодарам на Fat Kitchen кои што ни ја приредува прекрасна храна кои што повторно е за жал за последен пат веганска во овие великденски постои. И на менито денеска го имаме што? фалафел специјалот, само да јам како се отвара ја чудо за да го покажам на камера. Одзумирај, мат сам сега подалеку. Чекај бе да пробаме Луѓе, реакција да направиме. баталето е подкаст. Не, тама. Без брат. Цаци, што то би човече? Леле, Како прка. Леле кукаво е. Екипа. Да шофер. Епепе. Approved. Почнеме емисија. Ама квапнав преска, ма добро. Ако да за сега Ако за кад да имаш? за кај да сечеме. Да. Чекај со микрофонче. Да. Опа. Сара, прво што само да прашам и што ги прашам сите гости, како си и дали си добра? Добра сум. Ја втора те прашам Red Bull да не сакаш дур сум овде. Можда покасно. Добро. Да ми падне малце притисокот. Чекам. Тоа е концептот што се го има. Со ја да ја спуштам притисок со Red Bull, креваш. Однесам таман на нула. Убаво ми е во фотилјавата ман да се заспиам уште малце. Ме најадовте, ме напивте. Знаеш, и си имаме не уште еден концепт што си го викаме од раѓање до доаѓање на подкаст. Така да добро дојде на подкаст. Добре, најдов другари. И само да те прашам да ни раскажеш нешто малце поише за од твоите најрани почетоци па се до првото занимавање со глума. Искрено, дури не се запишам на факултет, ја воопшто не се занимавав со глума. Немав ни идеја дека ќе одам глума, немав ни никој, мислам, Охрид најчесто гледав представи за време на Охридско лето и концерти. Ама не е нешто што не знам од мала, јас сум сакала да бидам глумица и кој знае што се десило. Наискрено, сестра ми рече зашо не одиш глума. Пошто сака да се запиша модерен балет. Во тој период немаше модерен балет, имаше само педагогија кај нас на академија. Ми вика добро да оди глума. Ми бев као окей. Идење на факултет. Но тоа бараките што имаат преубав шарм, иначе се распаја. И никако така се влюби во целиот процес, не знам, се ми беше многу забавно. И вечерта пред да ги добијам резултатите, пред да ги добиеме резултатите кој влегол, кој не влегол, превентивно плачев цела вечер.
за во случај да не влезам. За случај да не влезеш или да влезеш па... Не, викам, знам, тетка ме прашува, ми вика, зашто сега плачеш, као уште не се резултатите искочени? Викам, па превентивно, за утре да не се срамам пред другите. Да искочи од тебе све. Од систем, да идам утре испразнета, да. Да, заебано е, бе, тие резултати на ФДУ, заебани се сите ги имаат тие причи со резултати, дали се примени или не. Стресно е, пошто ми се чини дека тоа ти е почеток за таа професија, за оваа наша професија, пошто треба да се навикнеш на одбивање константно. И првото соочување е факултет за драмски уметности. Првото одбивање. Така што, не знам, никако те челичи можда од самиот старт, пошто е голем стрес, особено ако немаш друга опција. А многу од глумциве кои што отишле на ФДУ, веројатно тоа им била единствена опција и после што ќе правиме со животот, појма немам. Така да, и така, тргна на факултет, почна полека да се редат улоги. Прво почнав со филмски улоги, уствари, така никогаш немав никаква преференца да идам да работам филм или театар поише, ама така почна, веројатно таков е мојот сензибилитет као глумица. И се наредија многу, ама малечки така улоги. И ми беше супер искуство и ја многу тоа го препишувам и на среќа. Некако да се најдеш во прав момент, во право место, у право време и така никако тргна. Никогаш не сум имала некоја болна амбиција дека сега јас ќе успеам, ќе бидам во Холивуд. Не. Работлива сум, онака hard worker, тоа си го знам и тоа никако и така сум војнички воспитана. Ама немам некоја амбиција, не знам колку бидам успешна. Многу сум срегна кога ми се допаѓаат улогите кои што ги играм и проектите кои што ги работам. Тоа ми е number one. Чеки, пошто спомна, луѓе не знаат што би направиле ако не се запише на ФДУ, што би направила ти? Пошто знаеме дека си перфектно многу работи у танци, у рап музика, си исто. И у битбокс. Не, ова беше на квазик битбокс. Сара битбоксерка. Колку Има- било тоа јако. Може да пробам, леле порано та. Не, не, ова го знаев. Здраво. Ајде да. Следна. Да си ја викнеш на подкаст. Тоа беше многу јако со битбоксот. Да, не, дечки, ова е квази битбокс, ве молам сечете ова, не е добро. На Рио ќе биде сечено. Леле, Ќе не. биде испромовирано на Рио како што Знаеш кој треба. најмногу може да се, уствари, ја кој највише може да ме себе. Сама себе, у принцип. Аха. Готово, јасно. Прашањето ми беше што би избрала поинаку ако не успееш на ФДУ да влезеш? Дали ќе продолжиш на модерни танци, дали со музика нешто бавење, пошто баш си онака воркахолик, ама уметнички воркахолик си. Уметност од дете ме влечеше, никако мислам, бев свесна дека го поседувам тоа као одреден скил. И се баве со модерен балет, мислам дека немаше да заминам на академија, пошто тоа беше педагошки, а јас никогаш не сум имала некаква амбиција да се бавам со предавање или не знам да бидам учителка во школа и така натаму. Мислам дека уствари би била многу лоша во тоа. Пошто мене секогаш ми е позанимливо да создавам нешто, да креирам, да истражувам, него да го пренесувам тоа како знаење. Искрено немам појма, можда филозофија, немам појма, ќе студирав книжевност, нема втора опција. Али една работа ми е малце криво. Супер ова со глумава, ама не знам зашто никогаш не ми пројде низ глава на тие години дека можам да студирам надвор од Македонија. А имав поддршка од дома, во смисла моите многу не поддржувале кога сме сакале да правиме амбициозни ствари, било што, ама не знам зашто никогаш не ми падна на памет, окей, да знам англиски, зашто не идам у Лондон да пробам. Али не знам,
Појма немам зашто, и веројатно во тие години не се толку видиците, немам појма. Мислиш за држава, културата тука, пријатели, нешто, или едноставно никош не ти дошло на желба? Не, нема врска со пријатели и роднини, пошто ја кога се забежам на факултет, во суштина, пошто самиот факултет е многу интензивен, си по 12 сати на факултет, не е толку тежок колку што бара време. Ја доста некако контактите кои што ги имав од претходно од Охрид се разидовме во тој период, пошто некако патишта да ни се размина. Така што не беше тоа нужно врзано со луѓе роднини, баш кога 16 години сама живеев, него просто не ми пројде низ глава. Пошто бев од Охрид, за мене Скопје беше големиот град. И кога бев тинеџерка, тука доаѓав на журки, на настани, Скопје ми беше воздухот кој што можам да го продишам, колку и тоа да звучи апсурдно, али некако тука доаѓам, запознавам нонстоп луѓе и така натаму. И тоа ми беше супер и на факултет, прва и втора година. И беше после трета година почнуваат да се вртат истите луѓе. И сваќаш дека немаш никој нов кој што можеш да запознаеш, нешто ново кој што можеш да се разбира. Секад има нови работи, ама пак сме некако мало општество, особено ние уметници сме еден крст луѓе, па сите со сите се знаеме. Тоа јас сакав да прашам. Мислиш ли дека Скопје ти била доволна далечина од дома? 4 сати. Па си кажала Не, као, 4. окей, као добра сум овде, дека ипак ако идеш у странство, да кажам, па не си на 2 сати од дома. За било што и да ти треба, за нешто, ме разбираш, на 2 сати си од дома, не си да треба да нешто да... Сваќам, ама знаеки се колку бестрашно дете бев, немав јас со тоа општо проблем. Значи ја и во Скопје кога отидов мислам, работата беше што за мене Скопје беше големиот град и во тој момент го доживував као тоа дека ќе е вау. Ама не го предвидев нормално неискуството дека за брзо ќе ми стане некако мал и тесен, искрено. Само што како што почнав да работам, тоа е меч со две острици, како што почна ми се нижат проекти, ми беше страв да го оставам тоа тука и да заминам некаде, затоа што морам да почнам од нула, што ако не ми успеа. А кога не си на сцената 2-3 години, луѓето те забораваат. И онда цело време се ломев со тоа дали да пробам да се преселам негде или да останам тука, што ќе изгубам, што ќе добиам, и така си поминаа годините. Сега добро што го кажа, пошто следното прашање тоа ми беше, тебе највише реално те знаат по филмски проекти, краткометражни и долгометражни. Дали мислиш дека тоа што поише имаш работа пред камера, да кажеме, ти отвори поголеми врати, или мислиш дека можеби у театар поише ако продолжиш уште одма после завршување би биле поише отворени вратите? За жал или за среќа, филм многу поише може да те пропатува надвор од границите на Балканот. Затоа што особено македонскиот интерес за филм, ние не правиме многу комерцијални филмови, ние правиме фестивалски филмови. И правиме филм за да може да биде на некој добар фестивал и да се отвори поголема можност. И имаме многу добар успех во последните години, стварно, као најуспешни сме од целиот регион, реално, од целиот регион. Така што дефинитивно може да однесе подалеку. Театарот во Македонија исто за жал не патува надвор од границите од Балканот, од најчесто од финансиски причини, од средства и така натаму. Као муабетот што го зборевме за културата во Македонија. И од друга страна, иако сум јас веќе од 2024 година вработена во драмски театар, играм доста представи, сепак на некој начин се уште мислам дека е некако многу затворен концепт. Затоа што се вработуваш, добиваш решение, на крајот на театарот си таму, најчесто соработуваш со истите луѓе, влегуваш во таа машина и ретко нели доаѓаат и помлади колеги, што многу важно, пошто оние освежуваат естетиката и сето тоа. Ама сепак е тоа некој затворен концепт.
не е лош затворен концепт, бидејќи тоа така се создава една трупа која што се разбираат поише и така натаму. Меѓутоа сепак е затворен концепт. И до овој последен конкурс, јас всушност не се пријавив на ниту еден конкурс отворен за вработување во театар, затоа што имав чувство дека прво сакам да искусам различни проекти на различни места, што е можно поише да горам и да добивам и да вакво пред да влезам во театар, за да можам да влезам со одредено искуство и со одредена веќе изградена естетика. Така да, така. Мене филмот си уште ми е во срцето, али се разбира и театарот ме возбудува многу. Интересно за тебе е што не си само актерка, си плюс и режисер, каде што имаш правено филм каде што и ти си режисер и плюс глумиш во филмот. Колку е тоа најтешко можно искуство и да си режисер на филмот, ама и да си главна улога? Ја ќе те прашам, го завршивте ли филм? Да? И беше у кино, мислам, и искочи или уште не? Краток филм беше на Дзирни фестивалот во Скопје. Краток филм нема кино дистрибуција за жал. По фестивалчиња поише си патува. Глума и режија во исто време чиста шизофренија. Тоа имам да кажам. Мислам дека беше многу голем залак. И онака сега малце глумам, па малце се гледам, мислам тоа е кога многу е контрадикторно, бидејќи како глумец ако се гледаш сам од надвор, се доживуваш, се перцепираш, тоа е најлошата работа што можеш да ја направиш како глумец. Треба да заборавиш како изгледаш, што правиш, онака него да се нурнеш 100%. Сега ова да се гледаш себе си, пошто ежење ти се дешава. Да, апсолутно. Ова беше како еден фамилиарен филм, не беше поддржан од агенција за филм или некоја наша државна институција, беше поддржан од пријатели и спонзори и никако сите го правевме од љубов. И тоа беше исто, овој филм е инспирирано делумно од некоја наша приказна моја и на Тамара Ристовска, па онда решивме дека и ние ќе си ги играме тие улоги. Зашто да не? Ајде да се забавляме, и ајде да ни биде забавно, и ајде да направиме да создадеме, оствари да креираме нешто. И летото, во јуни јас го напишав сценариото, јули беше припремата, август снимавме. Имав сјајна директорка на фотографија од Србија, Бојана Андрич, која што исто дојде ентузијастички. Снимавме кај мене дома, кај Тамара дома, просто такво беше цело да... знам дека Да, имавме надворешни локации. Ве пратам тебе и Тамара одамна, и баш кога снимавте, имавте насторења, стававте и такви сори, знам дека снимавте и у парк некој не... Ти си тој што им влагаше у кадар цело време? Да, не, знам дека и на исти ден им е роден, например. Не, ама тоа е, гледаш илузија лажна. Се зезам. Не, на исти ден, ама на исти ден го славивме. Иначе сме месец дена разлика. А зашто ја мислев дека секој, значи, ја мислев дека на исти ден ви е роден ден? Не, месец дена сме разлика, малце поише од месец дена, ама пред 2 години го славивме заедно и тоа беше за мене можда и најболе роден ден во онака што сум го имала во животот, 30. Во парк го славевме, Таргет, како се вика местото, пейнтбол кој што се игра, неважно. Чекај, да, така нешто поред кеј, што е Поред она? кеј, да. Ептене, да кажам, баш е кеј као кафич има еден таму скрос е одделено ама е совршено местото. Местото е прекрасно, има кафич, затворено е, сам си со себе, ние поканивме 200 луѓе. Не знам како не сте биле поканети на тој роден. На след кој роден? 15 јуни мислам дека го правиме. Таман. Така да. Последна епизода таму снимаме. Не бе на 40 кога ќе правиме?
Ке Не ме може 32 сега ќе правам зашо. Така да ќе бидете поканети на следниот ако го правиме таму. Тоа завршуваме со сезона, така да може таму да снимаме. Може, подкаст. И таман, као што ќе ви доаѓаат луѓе по подкаст по 15 минути па да ви се менјаат. 200 гости ќе имаме. Да. Најако. Многу ше забавно, Флудер и Боле пуштеа музика еден по друг, се направи супер журка, многу лабава атмосфера, многу најубава на свет. Пукање. Немаше пукање, да, за жал. Не, се пенува, мислам. Ама не очекувавме, добивме многу поклони. И пошто доста луѓе од Србија што се наше друштво не изненадија за роденденот, онака ни се појавија што беше многу кул. Од Србија повише пари имаат, поскапи поклони. Не, они се блиските, него и утре дента бевме како ја и Тамара сме правиле свадба. Пошто сите овие од Србија спиеа кај нас и онака ги сораме по колоните. Огромно брдо. И најдоброто беше ги отвараме поклоните и обично се за Сара ова, за Тамара ова, за Сара обетки, за Тамара вино. За Сара книга, за Тамара виски. За Сара Тамара века добро бе, зашо ме доживуваат луѓето како алкохолича? Чекај, Бидермар фрлавте ли на крај на Торта, се маснавте со тоа? Како Стив Оки, торта. Да, али не беше глитер парти, така да сите беа во нешто глитер, па после не можев да се исчестам, мислам, недела дена. Недела дена, аха. Да, се Уште во имаш време глитер, свет, да, уште од негде ми искача некој глитер од мал спомен од пред 2 години. Така да супер беше тоа. Како стигнавме до ова? Нема веза. Ја те прашав за роденденот и уствари скроз отиде муаветот на друг. Ја да си кажам. А муаветот беше прашањето за филмот што го режираше и што глумеше Сара. Така да тој филм го завршивме, супер кјут е, мислам, као моје дебитантско филмче, не само моје. Моје и на Рашо Петровиќ во режија, бидејќи мораше некој тука режисер посериозен да приземе работа. Мислам, во принцип тешко е да се режира и да се глуми, а уште потешко е да се режира прв пат и да се глуми. Така што имав супер поддршка од сите луѓе околу мене, највише им благодарам, највише на свет. Во моментов го спремам второто кратко филмче. За ова имаме поддршка од агенција за филм. Продуцент ми е Вардан Тозија, во процес сме на кастинг, така што овој пат Тамара ми го прави кастингот, така да сепак е некако умешана, ние свадба направивме уствари. Ние уствари свадба направивме. Најболje. Тоа е свадба што Ја тоа сваѓам, пошто сме долгогодишни соработници, ја и Тамара, се дружиме цело време. Што можеш секоја година да ја правиш? Да, годишнина од свадба. Тоа може да ни биде следното мото. Чекај, у иста клапа сте со Тамара? Уста класа, да. Класа па ја пак. Да. И со Џаџи и со Слајан или не? Не, Џаџе е некоја генерација постара од нас. Аха, ја Да, она претпоставував беше во турска класа, дека да. сте у иста класа, дека као ти викам, мислев дека у исти ден прави и роде дели ја сте се споиле така. Не, Џаџе не некоја година е постара, не сум сигурна колку точно, ама ние бевме од иста класа. Сакам да те прашам, кој ти е првата главна улога што си ја снимила? Лена и Владимир. Тоа е Ќе те поздравам од Игор Алексовски. да, Beatles. Комшија ми е. Се гледаме со деца цело време на шетање низ мало Нуа ми го и баш кога поздравиш. беше ковидот, тогаш мислам дека искочи или не. Така? Тогаш искочи, да, ние го снимавме многу одамна, ама имаше доста VFX кој што немаше доволно пари и така тоа го пролонгира процесот. И го шетав ја малиот, он на клупа и он со бебето го успива на клупа, ја до него клупата и така се поврзаме со муабети. И вика, вика, сега ќе промовирам филм. Кој филм, викам? Лена и Владимир. И постерот ми го покажа, уште пред да искочи, го ми вика да постерот да знаеш се. И искочи еден филм друг од тебе, Врба. Да, Врба искочи Пред многу него. прво. Дека Да, дојдеме, да. да.
И ми вика, вика се сите вика мислат дека на Сара Врбе е првиот долгометражен филм Да. што го снимала, а уствари не е, вика, Лена и Владимир е. И многу викам- малце луѓе знаат дека всушност ја и наградата у Берлин што ја добив со Лена и Владимир. Така е. Само што излезе филмот многу покасно. Ја во предпродукција го прати филмот као за за самата апликација. Така што да, многу ми е драг тој филм. Многу ми е драг целиот процес, многу ми е драг Beatles, така да те молам да ми го поздравиш кога ќе го видиш. Обавезно. Јавим Да. се. Обавезно. Сега он спрема втор негов долгометражен, така му посакувам многу среќа, Beatles го гледаш тоа. Многу среќа ти посакувам. И со Тони Наумовски колегава, многу посебен филм е тоа за мене. Тоа е еден од ретките наши филми што има толку VFX моменти ставено во самиот филм, пошто што спомнавме сите наши филми се фестивалски, ама никој не оди на момент толку да биде фантази момент. Да, и по Холивуд структура има тој филм и Апсолутно. затоа има простор за за такви работи. Многу е скапо. Како не. VFX е многу скапо и исто на Балкан и нема толку многу. Мислам, ние уствари имаме цело VFX студио. Знаеш како, со тој буџет, како да едва и го направиш филмот и после тоа уште толку на буџетот ти треба за да го завршиш VFX-от. Тоа се треба милионска сума да имаш за да го направиш како треба. Така, затоа кај нас се прават, не знам, Star Wars едно друго, ама таа сума ја прават. Како се кажа, FX3X не работат на наши филмови, затоа Да. сите нивни проџект кога ќе му отвориш се светски, холивудски, Disney, Мизни, се останато, пошто многу кошта тоа чуда. Ги Многу. знаеме буџетите на сите холивудски филмови, знаеме на кај идат највише парите. Ама ти види кој користи VFX, нема ти ниско буџетен холивудски филм, мислам холивудски, амерички филм кој што користи VFX, Така е. знаеш. Мислам стварно е нешто што кошта, а од друга страна па и знаеш, не сме таква култура од друга страна, знаеш, апсолутно. немаме многу, ние сме социјала. Тоа го живееме, тоа го прикажуваме уметноста. Така да Баш ке премине на тоа, зашто мислиш дека у Македонија се снимаат баш толку и такви филмови? Социјалата, дека сме утепани цело време, дека едно, дека друго. Мислам, тема што со многу луѓе сме правиле, ама со сите имаат различни одговори. Се мора у македонски филм да има пушење, да сме утепани, секс сцени да има и се останато. а што не е точно тоа? Абе да, ама малце хепи да бидеме, да покажеме нешто, да се насмееме, ама да. Знаеш што е работата? Ние немаме комерцијален филм. Да би имале комерцијален филм, тогаш тоа што го збориш ти би се работело и би требало да се работи. Меѓутоа, за да имаме комерцијален филм, прво треба да имаме финансирање за тоа, да има приватни спонзори, тоа го зборевме преска, вие знаете колку е тешко да се спонзорира еден подкаст, да се направи, пошто сепак е комерцијален продукт, да се направи било што такво и се во Македонија тоа прави проблем затоа што не може да се снимаат такви филмови. Втора работа, има јазична бариера. Во Србија се снимаат доста такви филмови, ама патуваат низ цел регион. Цел регион колку е 20 милиони сме, така? Околу сме 20 милиони луѓе, а Македонија е 2 милиони. Не толку, да. Не сме ни толку. И сега, а македонскиот јазик не ги преоѓа многу границите, за комерцијална употреба зборам, и нема математика тука. Така што ја би сакала искрено да почне, знаеш, да се врати некоја телевизија како МТВ што била на времето, што финансирала Бушава азбука, не знам, оваа серијата како се викаше. Дајте музика? Не, за повозраст. Добро, не е важно кај што финансирала ствари. И стварно се гледале работите и биле комерцијални. Сега, кога правиш фестивалски филм, онда, како ти кажам, тоа е стварно се инспирираш од потешкотијата, не знам како кажам, од она што сме. Второ, шесто е излева. На фестивали, најлошиот момент на фестивали, ако ти направиш филм кој што може да биде
во Франција истиот филм може да го направат, не се им интересен. Значи, буквално има таков мислам, тоа за мене е ужасно, ама те екзотизираат. Значи ние тоа што не го сакаме овде, не го сакаме. Пали уствари Што надвор. ни е смачено од такви филмови, они тоа го бараат по фестивали. Па еве, ако не знам дали сте гледали ирански филм или било кој ирански филм. Ба ја не сум гледал. Нема не. везе, многу има специфична естетика. И цело време се бави со една тема. Режимот, знаеш. И сите филмови кои што доаѓаат тука, се разбира најчесто нели не се снимани во Иран ради режимот, меѓутоа сите филмови кои што доаѓаат ама како различни шеи се режисери, ама како истиот филм да го гледаш. Се разбира некој подобар, полош и така натаму, ама тоа е естетиката која што они ја нудат. Тоа е темата која што они со они кои што се занимаваат. Као што на пример таква социјална тема како овде со пушење во Америка, веројатно не можеш да направиш. Можеш да направиш за, не знам, бездомни луѓе, пошто е многу високо нивото на бездомни луѓе и така натаму, ама просто секоја земја или французите ќе ги видиш се за сексуалност, знаеш, се просто секоја култура се нуди одредена естетика. И тоа пали и надвор и така. А знам дека ви е досадено. Јасно ми е. После ова што го кажа искрено, снимајте повеќе такви филмови. Не, гледај, ја Дорас, вау. го гледам тоа во последно време дека полека го тргаме као тој шаблон на страна, гледам дека и помодерни, да кажам, филмови се прават, дека не е само гледајте ние сега што сме овде, туку гледајте ние што можеме овде. Тоа сум го приметил, го гледав сиња што е документарец. Вчера мислам дека беше, да. Супер филм е. И да, одличен е, баш ми се свиеше, ама пак го кажав тоа. Не е на рамниште на Ханиленд. И мајка ми вика, точно ми вика, да, ама ти да најдеш човек вика као Атидже, у Ханиленд вика е многу потешко него ли да најдеш една просечна фамилија што живее во Чешиново. Јасно, види, и ова исто точно. Значи ние да ги земеме, ајде нема зборам за Хичкок, Полански, пошто имаат милион, мислам повеќето филмови им се страва. Ама генерално и светски режисери, ако земеш предвид, ќе видиш дека имаат едно гениално дело и другите филмови се солидни. Не се лоши, него се солидни, пошто да се случи некоја таква магија е као, мислам дека once in a lifetime. Се разбира, ја на Тамара и посакувам да и следните филмови и го преминат Ханиленд и да бидат уште подобри, него само да кажам дека и Ханиленд исто склоп на околности, на нешто кој што, на таа магија која што се случува тогаш, као тогаш се појавила Атидже, тогаш се создавила таа група на луѓе. Они го снима филмот 4 години. Веќе Тамара не може да си дозволи да снима филм 4 години. Сакам да кажам да снима, затоа што више знаеш како созреваме, веќе не можеме да работиме за без пари, веќе не можеме да, мислам, просто се менјаат приоритетите, не можеш да го, ако си млад и кога сега почнуваш, мислиш дека знаеш, грабаш се и до крај ќе го направиш. 8 години ќе го снимам, знаеш, колку што треба, само затоа што силно верувам. Мислам дека Силјан е супер филм, и ја мислам дека не е на нивото на Ханиленд и затоа и не направи таков успех како Ханиленд. Меѓутоа, сепак мислам дека е супер филм и дека треба да продолжиме да ја поддржуваме Тамара и дека она ни е на некој начин од поновиве режисерки амбасадорот. Да, она, Марија Апчевска, која што имаше филм на Кан, Мунко, кој што имаше се филм на Санденс, Горан Столевски, мислам, просто многу убави работи се случуваат македонски филм, упоследно да се чудиш. Значи, Ја сакам да добрам, дали мислиш дека, тоест, дали треба дали Македонија ја влечат повеќе документарни, дали е земја за правење повеќе документарни филмови? Дека реално ако земеш да правиш у Македонија документари за било што можеш да направиш одличен документарец. Да, и сега да има дека приказна. Све има приказна.
Некако тоа сум го забележал. Тоа е точно, ама знаеш, документарен или игран филм е форма преку која што сакаш да ја раскажеш приказната. Ти можеш исто да направиш, да земеш некоја приказна која што реално и да ја направиш фикција и оваква. Да, податлива е за документарни филмови, особено знаеш, документарни филмови имаат многу убава истражувачки дел во нив, онака да, нема везе, не е врзано тоа со земјата. Не е врзано со земјата, со изразот е врзано, знаеш. Али, извини, само ќе те прекинам, Скопје, односно Македонија, го има еден од најдобрите фестивали на документарен филм, Македокс. Значи, збориме на особено на ниво на Европа, Македокс е на многу сериозно ниво, на исто ниво со холандскиот фестивал, кој што е еден од најдобрите за документаристика, доаѓаат многу сериозни филмови, многу сериозни гости. Одличен е фестивалот, за мене е омилен фестивал. Ништо против Манаки овакво, ама Македокс ми е помој сензибилитет и она што јас сакам number one. Цела атмосфера што има фестивалот е и локацијски и Да. све онака. Манаки си е супер, што викаш, е супер, ама Македокс некако интересен дух има. Да, супер луѓе доаѓаат и се некако нема помпезност. Сите тука се ради филмот и ради дружбата. Во неверојатна локација е, тоа исто ја прави магијата на самиот фестивал. Во Капанан? Не Капанан, во Куршумлијан. Во Куршумлијан, уште и Ситера у Куршумлијан. Ситера, да. Така што ми плюс гледаш филм на подотворено небо, нема ништо боле. Магија. Да. Буквален смисол магија. Сега да те прашам од аспект на поддржување на македонски филм. Го имаш зборено ова на други места и подкасти. Моментот на колку Македонија и македонските гледачи и публика сакаат да поддржуваат македонски филм со тоа што кидат во кино да го гледаат. И сега ова маце порано го збориме од што е излезено. Приеска ми стигна мејл од Агенција за филм. На 30 март ќе има јавен прес кај што ќе кажат дека, што маце ми е чудно, секој македонски филм што ќе се дава во Cineplex ќе биде бесплатен. Ја ќе ти кажам, Сашко ми го кажа тоа кога бевме на Lord of the Rings се видов. Не секој македонски филм. Подржано од Агенција за филм. Еден филм во понеделник, не знаеше кој ден, еден филм македонски во неделата ќе иде бесплатно во Cineplex. Тоа е супер. Еден ден. Прв ќе биде, мислам дека е Балкан Кан, значи постари ќе дават. Еден ден во неделата ќе има македонски филм што ќе иде бесплатно во Cineplex. Добро, не ги знаев деталите, пошто на 30 кирам на прес како новинар, ова више на 10 не знам кога искача, ама ќе ги објавиме од после. Тоа е супер, добро е ако прават стратегија за македонска публика да оди во кино, ама мислам дека државата прво нешто што треба да почне да прави е да отвара кино. Апсолутно. Cineplex е приватно кино и е во мол. Тоа има одредени не ограничувања, точно сакам да се изразам. Супер е што постои Cineplex, меѓутоа, бидувањето кино во мол си носи одредени ограничувања. Како, например, знаеме секаде, сите кина во молови се за Марвел, за, не знам, Дюн типа филмови, америчка. Тоа е концептот на мол е исто амерички концепт и ова. Ние немаме градско кино. Значи, македонски филм супер што се дава во Cineplex, се разбира, добро е што даваат они простор, пошто не знам ни колку заработуваат искрено од македонски филмови, за жал, пошто имаме многу малку публика. Ги гледам, константно ги гледам бројките, ги пратам на наши филмови, ужас. Меѓутоа, државата треба да се погрижи да, знаеш, кај се оние сите кина кои што сме ги имале. Значи, ја не го ни живеам тоа, не сум го ни живеала тоа време, меѓутоа,
не знам, кај е Милениум, се расипало одредено, не знам, платно или звук не е направено до ден денес. Каде се други помали кина? Еве ова што се отвори во како се вика во некој киноверзум во Кисела вода, нели кино, киноверзум, да, точно. Тоа го отвори на повише локации во Македонија. Да, го имаше прво ван Скопје, сега во Скопје го има у Кисела вода, го има у Драчево го има. Да, Драчево конечно отворија, да. И у Кавадар си мислам дека е кино. Таму си беше прво. Тоа е првото, да. И у Свети Николи има. И у Битово има едно. Така, да. ги отворија на повише локации. Одлично, бидејќи и така тој тренд треба да продолжи затоа што тоа е најголемиот проблем. Како ти ќе создадеш култура на гледање филм ако немаш кино? Така е. Мислам многу едноставно е. Исто, знаеш, мислам и да, треба да се прават одредени стратегии, треба да се промовира, треба да учиме од србите за тоа. Меѓутоа исто треба да се најде начин, еве Агенција за филм исто неколку пати напомени дека ќе се отвараат и конкурси за серии. Чекаме тоа да се случи, пошто вака иде тоа. Серија оди на телевизија е погледано, ги запознаваш глумците, кога ќе ги запознаваш глумците, сакаш да гледаш филм со глумците, одиш во кино, и од кога ќе ги запознаш и во кино, глумците одиш и во театар. Се е врзано. Не се зависи едно од друго, не знам како кажам. Така да, ете, супер кино универзум, нека се и не само ова кон државата, него исто кон продуцентите имам една работа. Филмовите немаат како да немаат многу интерес, пошто не се заработува освен во Скопје, во Синеплекс, да ги даваат на други места филмовите. Ја имам огромна почит кон Милчо и неговата стратегија за филмовите што ги прави, ги шета низ цела Македонија. Кај што има платнеце, било што, телевизорче, он го дава филмот. Зашто? Која е логиката? Ние ги правиме тие филмови од парите на граѓаните, не од Скопје, од цела Македонија. Имаат они право да го гледаат филмот негде, а не заработуваат од тоа пари. Не може да биде поише од 50 денари во Виница картата. Не може. Ама имаме должност тоа да го правиме. Така да, ете, малце државата, малце ние, си знас Борев, се убедуваме. Супер. Ве утепав. Не, само овакви мове. Одлично. Не, баш не е. Red Bull стегна фен, таман. Па дајде Red Bull сега. Чекай бе, дека се готово. Ти дава крилја. Повели. Благодарам. Тоа ми беше следното прашање, специфично за Милчо, пошто знаеме дека имаш работено на официјално на 3 проекти имаш со Милчо работено. Да. 2 излезен, еден уште во постпродукција би дошло или у припрема. Имаш работено на Врба, на Кајмак и официјално на новиот што многу чекам јас, Збогом Копакабана. Да. Леле колку чекам тој филм, значи Ја за филмот не знам ништо. мислам дека ништо не смеш да Кој збориш. знае нешто освен Нема да прашуваме за филмот. нема, таму работа, И не. како е филмот? И шо глумиш ти во филмот вака, ако може да ни кажеш? А со Стефан Николовски како вака глуми да А со добро? колата добро. Мислам дека супер ге е филмот. Тоа Ја имам многу да кажам. чекам. Во тој филм има се, и она што го збореше баш ти на почетокот, има и социјала, ама има и комедија. така. Има и хаос, има и се има во тој филм и никако е за мене беше после Елена и Владимир можеби најзахтевна улога што сум ја работела до сега. Многу е забавна, многу е зафркната. Ај ќе гледате. Така? Тоа е за Ќе гледаме, ќе гледаме. Грлото нешто. од Fat Kitchen помфритот е 100%. Да. Од тој како се вика спајс од пиперка. Да. Прашањето беше за како е да работиш реално, може да се каже, со
најдобриот или не, најуспешниот режисер во Македонија, пошто ги знам тие муабети за Милчо што сите филмови ги шетан из Македонија максимално. Кај има платно и тоа мене ми е буквално фантазија, пошто си го направил за некој да го гледа. Да, И да. мора секој да го гледа. Кај да има платно, колку и да е ефтино, колку и да е скапо карта, за некој е направено. Идејата си ја пресликал на нешто што е филм. Мене искрено од Кајмак или од Врба, пошто двата што ги имаш ти глумено, мене Врба ми е многу поинтересна и посериозна приказна. Да, леле. Со И врва си со бебе нешто и таму на почетокот има како со You won't be alone. Да. Шо би рекол, почетокот горе доле е ист. Не е ист, ама Да, различна приказна, ама дека има слични landscapes. Затоа така се чини дека Аха. двете, знаеш, сместено во шума, да епоха се, мислам во Врба мојот дел беше во епоха сместен, нели? Неколку векови претходно. Така да веројатно ради тоа и така се чини. Да, Врба и за мене да, за мене исто Врба ми е подрак. Исто може би ради улогата и ради самиот филм и ради самата приказна, не знам. Да, подрак ми е. Сам дека за Врба имаш поминато 9 круга кастинг за да добиеш улога. Тоа е добро или? Не, супер е тоа. Ја иначе сакам кастинзи. Јас сум една од ретките глумици што изгледа сака кастинзи. Да, пошто имаше отворен повик, Милчо 8 години се немаше вратено у државава и беше a big thing. Онака као се пријавија сите што сите можни се пријавија. Нели во границата на годините кои што се бара. И се праја нон-стоп комбинации, овој со овој, овој со овој, овој со овој, па не овој со овој, така никако испадна 9 круга. 9 или 7? 9? Така 9 валјда беа. 9 имаш Многу беа, кажано, да. многу. И некако на крај, дури кога добив улогата, бев као сигурно не требаше еднаш на кастинг да дојдам. вие да може Ти викаш, а уште еден да направиме за секој случај. Да, не сум доволно сигурна сега ја дали тоа е остари улогата за мене. Да, многу сакам ја кастинзи. Затоа што ми е ама кога сум глумица, кога сум режисерка, леле колку трема имам. Сега кога го правев кастингот, тоа е, ја имам поише трема од глумците. Зашто? Шо? Најлошо е, брат, треба и мене ми Си го е бараш твојот што си го замислил у глава твојот лик? Не, него моментот на одбивање као Не е тоа, нели, навикнати сме на тоа, се разбира. Јас сите глумици што ги викнав се одлични глумици, ако сега го барам тој конкретно лик. Не е прашање на, знаеш, на квалитет, него навивам многу и навивам да тоа е као што треба и туку сум сконцентрирана што глумам позади камера со нив. Емотивно, мислам, не глумам ја реално, него и сега сваќам кога режисери, особено представа, кога режирале, ме викаат на премиера имам поише трема од вас. Како не имаш поише трема од нас? И сега сваќам, ти немаш контрола. Ти седиш во публика, си ја направил представата, глумците комотно може да ја сјебат, онака. Слободно може да псуваш. Слободно, да. А ти нема, знаеш, мислам, или да кој знае што да правиме таму, ти немаш контрола, него седиш и сега ова не е сјебување од моја гледна точка као кастинг, него просто е, не знам, гледаш, навијаш и се потиш. А као глумица, пошто и многу кастинзи више имам поминато, немам што да сјебам, ја идам и се забавljам. Ако на режисерот тоа му се свија, ако не му се свија и не ликот, ја можам да бидам најболја на свет, ако ја не сум ликот, џабе. Или можам не толку добра да бидам и пак да ме викнат на втор круг. Пошто виделе нешто кое што може да биде ликот. И тоа е многу зафргнато за глумци, пошто, знаеш, ќе те одбијат на многу кастинзи, ќе речеш што е проблемот, дали сум лош глумец. А не е тоа. Не се погодил ликот за тебе.
И моментот кај цела уметност, кај глумата, тоа што кажа што не е добро умена, тоа многу психолошки влијае на крај на денот. Затоа многу актери, глумци и актери се мислам Мрднати. стереотипи, добри, мрднати. Или алкохоличари. И ако тоа сакам да кажам, ама начинот на целата работа влијае врз тоа. Сакаш да си најдобар, знаеш дека можеш да го направиш тоа и на моменти добиваш многу не добиваш и многу психолошки влијае. Телото не е инструмент. Така. Знаеш, не иде гитарата, па сега телото ти е инструмент. Со ова што го носам, со тоа работам. И сега не можам да бидам доволно отворена и ранлива за да играм ликови, а да не бидам ранлива во животот. Кога тргнав да се запишувам на ФДУ, кога сестра ми кажа зашо не отидеш на ФДУ и немав никакво искуство, му се јави на Стрезо Стаматовски во Охрид за да ме спрема. Имавме 2-3 пати се видовме. И нешто што ми кажа никад нема го заборам во животот, пошто е точно. Вика, нешто разликата меѓу Трајче мајсторот и ти глумецот. Трајче кога ќе се врати од на работа, дома е, татко, не знам, сопруг, одмар. Ти кога ќе се вратиш дома, не си само Сара, него си се она што го носиш со себе. Не можеш ти да ја пресечеш глумата, него живееш со тоа. И вика, и затоа е малце и затоа е карактеристична нашата професија и нуди, мислам, и често знае да нестабилни луѓе малце да ги разниша, Шини да ги извади. Да ги извади од шини, затоа што како константно да се копаш. Значи и се копаш во себе, не си психолог, па копаш во некој друг, него у себе и го бараш најмрачното. Знаеш, колку е тоа лудо. Мислам, нездраво е, во суштина е нездраво. Не, баш убаво кажа, нездраво е. Да. Значи, се раѓаш како човек, си најсрекното суштество на светот и одбираш дека ќе се занимаваш со нешто што викаш ти ќе го копаш најмрачното во себе. И никој не го бара од тебе тоа да го правиш. Тоа ти е последно нешто што треба да направиш. Ама за да направиш целата улога, ти треба тоа да го најдеш. И тука е шизофренија моментот, полудување моментот, пошто глумиме нешто што не, играме нешто што не сме. Друг човек, друг лик треба да представиш. И кај глума, пошто јас се имам занимавано со глума порано, тоа секогаш ми било многу лудо. Јас треба да влезам во туги кондори и да бидам друг. На 2 сати театар, представа, треба некој друг да бидам. The fuck? Знаеш што е по-зафркнато? Не е тоа што треба да бидеш некој друг, него тоа што ти треба да го разбереш тој другиот и да ги најдеш особините во себе кои се слични на тој другиот за да ги оправдаш. И тоа е копање во мрачното. За тој другиот ствари да постанеш ти, не да влезеш, него да постанеш тоа. Да веруваш 100% дека си тоа. И само тоа е тогаш успешно. Ако 100% веруваш во тој конкретен момент дека чашава е змеј. И ти ја гледаш и треба да го веруваш тоа. Откачено е, многу е откачено. Али во исто време, копајки по себе си и барајки вакви ствари, разбирајќи психологијата на ликовите и така натаму, се создава многу емпатија. И затоа глума као е многу добро нешто и за деца кои идат во студио, знаеш, за отварање, за самодоверба, за емпатија, за многу работи. Ја до пред 2 години, да кажем до пред 2 години, мислев дека учење текст е многу тешка работа. До моментот кога ја гледав, тоа све зависи од режисерот и од представата. Додека не ја гледав 12-ка. И у 12-ка сватив дека уствари глумецот знае што треба да каже, ама не мора да го каже така како што му е напишано во сценариото. А ти откај што му е напишано? Не, он знае дека
треба да каже дека лименкава е Red Bull. И се он дали ќе каже Red Bull Ќе ги зврти зборовите, ќе ги приспособи на себе. Или абе знаеш што јас дојдов еве со лименкава Red Bull па сега ќе правиме нешто. Ме разбираш и после сватив дека уствари учење текст и не е нешто толку тешко колку што е како што кажа ти пронаоѓањето на ликот што треба да го играш во себе. Тоа стварно е Учење текста е најмал проблем. Мислам, како кажам, преку пробити веќе го учиш текстот и некојаш да, некои представи дозволуваат да јас импровизирам со текстот. И да го приспособам на себе, особено со време. Ја сега не можеш со Шекспир тоа да го правиш. Апсолутно. Не можеш буква на Шекспир да му смениш. Мислам, затоа што ќе избега целата он и во посебен ритам пишува, во посебна, како кажам, посебен јазик, така да не можеш Шекспир да го импровизираш, ама не е ни тешко ни да го научиш. Мислам, не го ни учиш, него ние го разбираме. Ние знаеме, ако знаеш што сакаш да кажеш преку оваа ствар, исто како во школа бе, кога учиш со разбирање, лесно памтиш лекции. Кога ги учиш на памет, не ги памтиш. Многу едноставно. Ако јас знам што правам, што зборам со овие реплики, лесно се памтат. Тој моментот ќе го научиш на памет, окей. Ама вториот пат кога ќе играш представата, не, ќе останува. научиш, ќе научиш и вториот пат и више третиот пат на памет ќе знаеш цел текст. Не, тоа поише што поише играш, тоа полесно после ти иде се. да. Сега да прашам, ако ти треба некад за кастинг, не двајца знам тука што би сакале да се појават во некој проект. Јас имам- Келнери само. Јас Може, бе. искуство имам од кастинци, сум бил на кастинци по едно 5-6 пати. Браво. Со реклами, со што им требале за статисти за ова зона и имам идеална кастинзи, така да знам што треба да кажам за кастинг пред камера. И како ти е искуството? Па, имав една главна улога у реклама. Во која реклама? Телеком, мислам дека беше нешто со фудбал беше и требаше Од да бед. навивам. Вториот пат бев не бев главна улога, ама па поише ми имаше на екран него ли кога бев главна улога, ме разбираш? Па немаш ни реплики, А ни зашо ништо, беше само реплики? Не, па ни у првата, ни у втората. Па тоа се води. Втората беше нешто за Лајонес, нешто така. И у преспав имам до мен. Имам статист позади, само си јадев и си станав и искочив од Добро ресторан. бе, ти веќе имаш и филмско искуство? Абе, IMDb Сени на има. CV ќе си пишам. И уште еднаш ме викна на Телеком, тогаш бев мал. Од мобима кога се префрлаше на Телеком. Аха. И реклама една имаше и дека бев реално бев дете тогаш колку имам 13-14 години. И ме тераа да играм пред камион, пред автобусиран. И цел ден го утепав у тренд, не ставија сите у тренд. Цел ден го утепав у тренд и на крај не дава 1500 денари, за мене тогаш 1500 денари. 1500 евра. Да, Тара знам. сум земал. Добре, сега ти дадат една вечер ги испукаш. Абе не, нека ми дадат слободно, не се Ќе жалам, испукаш ама бургер од кај цаци, помфритки, испукаш од кај цаци, има за Да. 1500 денари. Ја памтам, 16 години имам, тоа ми е уствари првото искуство. 16 години имам, у Скопје доаѓам, имав сукарници тогаш. Возе скейт нешто во тој филм бев. И Лавин. Аврилов се разбира. Ние имавме подобри идоли во нашите години, него денес. И Пинг беше тоа исто. Не е битно. И у парк возам скейт со друштво и доаѓа Кате Грубац, која што е кастинг директорка, можда и она те кастирала за... Не ми текнува Да, нема везе, една плава девојка, нема везе. Джаве, тоа ми беше Џабе. семи у магла сега тоа. И со Кате после сме соработували и после која и кажа се утепавме од смеење, пошто воопште не се сеќаваше. И као што онака поминува и лови луѓе за кастинг. И ка, ти, дојде му. Викам,
Јас си го фатив скейтот, викам, сакаш да глумиш во реклама? Викам, ако давате пари. И она ми вика, ајде дојди, утре кој е време, може во еден да бидеш таму и таму и таму? Викам, добро, ќе дојдам. Идам таму и таму. И ја дојдена у Скопје на 2-3 дена, нели за некој концерт или кој знае што беше. Идам на кастинг и режисеров Кристијан Ристевски, кој што после тоа снимав и филм со него после многу години. Ми вика, и супер ти е костимот, снимаме за 4 дена да речеме, дали можеш овакво? Добро, колку пари ќе ми даете? Ми текна 50 евра беше. Те молам. Ја отидена за 3 дена со 500 денари, 50 евра, знаете што ми беше, останав уште недела и пол во Скопје, уште 2. Не се вратив во Охрид. Дубај. И памдам нега ми ги дадоа во плико, таа реклама беше за отварањето на Веро Џамбо. Аха. Тогаш го градеа и за отварањето на Веро Џамбо имаше реклама и оствари ја возам скејт у рекламата. Тоа е тоа. 50 евра, штранг, скейтот. Да, ја памтам, зашо не враќаат толку, еднаш проидовме, втор пат проидовме, трет пат проидовме. Камо леле, ова колку е досадно, испаднав тоа да го работам. Иначе, ја си првиот пат кога дете кога бев, викаме снимаат за реклама, ќе ми има на реклама. Телевизија. Ја не знаев ја што е тоа, дека статисти има. Дека уствари ти можеш и 100 пати да поминеш, да те нема у реклама. И завршува све, нема везе. После X време, седам во дојран, телевизорот пуштен, реклама иде на телевизор. Мамо, тато, викам, дојете да ме Тоа е една секунда. да ме немаше. Значи, ја бев, зашо, гужва кој им треба на режисерите у тоа укустото. Таму бев. И кога седам, Тука сум чекај следни реклама. Нема у рекламата. Викам, ама ја викам, ја глумев тука. Значи, ова ми е многу смешна прича. Ја глумев, викам, овде у реклама, ме нема. Ма нема, треба да застанеш, да обараш, да стопираш. Тој позади. Таму сум ја. Таму се. За 1500 денари толку брат. И ише кога ми дава главна улога, ја викам овде ќе сега се моите 5 минути. И малце ми имаш и таму. 5 минути вика. Можеше За реклама. Не, 5 минути се многу сериозно време на екран ако си бил. Не бе. Се зезам. 5 минути од 3, ајде дека 2 минути да е реклама, 30 секунди бев. 2 минути реклама, која реклама е 2 минути? Па не, ова беше подолга некоја, не знам, па ја сечеа после по 30 после како? секунди. Те избација на крај. Така На и постпродукција. се сликав, знам на плоштад на екранот, се чекав овака со телефон да се појава. се сликав. Гениално. И си ја сликата негде, не знам Викаше, кај. ме виде площад ме виде. Со Не, не битно. Сега те прашам моментот од возење скейт на реклама до моментот со работа со Милчо. Каков е Милчо за како режисер за работа? Строг направичен. Милчо за мене, мислам, за начинот како јас работам е најболje. Пошто оно што ме се допаѓа, што многу често во Македонија има и такви смени како, знаеш, па полека, па се од позади овој повак. Милчо е апсолутна транспарентност. И тоа е нешто што многу го почитувам кај Милчо. Транспарентно, дури некогаш онака као боли, знаеш, као ова не е добро. Не. Добро, знам, окей, ќе го направиме, али е чисто транспарентно, директно и знаеш на што си. И кога ќе кажам строго направичен са ова на запарканција поишем, меѓутоа има доста вистина во тоа дека во суштина он од тебе бара многу. И ти го дава времето колку сакаш толку. Меѓутоа треба да се заврши било што да е. Основна работа. Ако не го завршиш, он сече некако, знаеш, брзо, сакам да кажам, ако ова нива, чао. Така да,
Супер ми е работата и ми се свиѓа и односот кој што го имаме, и начинот на кој што работиме, и взаемно е, многу бара од тебе идеи да носиш, знаеш, не е некој кој што ги диктира работите, него бара луѓето креативно да се вклучени во тој процес, секој со својата работа. Така што и остава процес да се простор да се пробуваш и прифаќа идеи, така да топ ми е со Милчо. Ја знам приказни од Милчо и неговата работа, што ти како актер, например, дојдеш на сет, све е спремно. Да. Тоа што позадински Милчо ги има средано сите работи под конец и само ти да знаеш дека твоја работа е да глумиш, дека си актер. Да не те интересира, не знам, DOP, светло, ригинг, ништо да не те интересира. Твоја работа е да си режисер и да го изводиш најдоброто од тебе. Кај Милчо нема неизвестност. Мислам, човекот е мотор в главата, не знам, се има не сака воопшто да влегува во работи кога нешто не е спремно. И мене тоа ми одговара. Мислам, ми одговара, на сите ни одговара. Многу ретко се случува да ти, еве као на овој филм, например, на последниот Копакабана, секој што доаѓа на сет, сите знаат што се дешава. Луѓе не знаете во какви ситуации сум била, кај што апсолутно никој не му е јасно што снимаме, кога снимаме, па чека оваа сцена, па ноќе ќе заноки, па ние го немаме ова завршено, па јеби га. Идеме овертајм, па не, утре ќе биде. Значи хаос, затоа што луѓето влагат неспремни. Така да тоа супер го почитувам и плюс човекот има искуство, знае што сака. Значи, не викам и помлади режисери има што се бараат, уште што се истражуваат, што исто е така точно. Знаеш, мислам и тоа е еден вид на добра работа. Не можеш ти уште од, не знам, прв филм да знаеш, ја точно ова го знам. Знаеш, прашање на искуство, али е исто и карактер. Екзекутивен е. Некако е. Улогите што ги имаш ти кај него на филм, колку ги спремаш ти со него, колку он ти дава насоки и се останато за како да испадне на крај улогата како треба да биде? За овој филм конкретно имавме 3 недели проби. Онака баш секој ден проби, актерски проби. И морам да признам дека на почетокот ја има проблем со овој лик. Значи малце ми бегаше. Милчо даваше одредени насоки, ама исто оставаше отворено, знаеш, ми вика, те земав тебе за да знаеш да глумиш. Нели, на заврканција. Ама многу е комплексен целиот лик, многу е силен, ама и ранлив во исто време, многу е и комика има, Милчо сака многу сериозна комика, знаеш, не смееш да доигруваш ништо, да правиш, и тоа негде заглавено, дури тргне. И ми требаше мене на 5-6 дена проби, за да тргне. Знаеш, за да ја пуштам, за да почнам да разбирам уствари што правиме тука. Така да, како ја кажам, ама Милчо го има мојот грб. Така да. Да. Сакам да кажам дека дури онака кога отидов и му реков сам ми треба малце воздух да ми даш, пошто ми фали само до врба, за можам да го избутам тоа. Да, се разбира. И некако кога ти убаво да работиш со некој се е... Апсолутно. Како ја кажам, се прави. Убаво ти е да работиш едноставно. Се прави. Дури кога е мачно, кога нешто работите не тргаат од прва, пошто нормално е некогаш да не тргаат од прва, пак е тоа убаво искуство. Не знам како кажам, пак е тоа те учи работи. Пак тоа е задоволство ако е добар проектот, ако е добар режисерот, ако добри се соработниците. Ако ништо од тоа не е добра, џабе, брате, ти ако сакаш од прва улогата, фати ја. Не иде. Да правиме една пауза? Како Пауза, не завршуваме? Чекај, бе, ти мислиш дека ќе си идеш толку брзо? Не, да правиме една пауза. Пауза? Ајде, може ти Не, дека за цигарче не за друго. Не, може. Дечки, Пред да идеме на ИПП, сакам да ги поздравиме се благодарам нашите пријатели и партнери, како што се B42, кои што повторно не го обезбедија овој простор за да може да снимаме подкасти, а може би некојаш и филмови ќе снимаме овде, пошто е многу интересно. Па и реклами се снимале овде, така да
Да, дури наши реклами. Ја веќе вака како режисерка поново го измркав овој простор. Така да Павлина очекува повеќе од Сара. Само заборавам на бенто блумки кои што ги прават највкусните и мали бенто торчи кои што се од 20 до 4 и треба да ги нарачат од 3 до 4 работни дена. Само се заборавам на Red Bull Македонија кои што напиваат со Red Bull и даваат крија и само се заборавам на Fat Kitchen кои што повторно ја приреди оваа храна и најако што следниот специјалитет технички му доаѓа од следниот викенд е шварма. Така да, дечки, Гоблин ги поздрави. и само се борам, и преска не ги поздравив Гоблин, Ги знаеш? поздрави. Ги поздрави Да. 25 години. И само се борам на Goblin Games, најголемата и најубавата продавница за друштвени игри и се останато. Ајде се враќаме по паузата. Ајде. Епепе! Кога треба да излезе? Шо? Копакабана? Или нема? Скоро готов е, ама валјда ќе оди прво по фестивали, не знам кога ќе прават премиера. Многу добро изгледа. Од слики Да, од чуда. добро изгледа. Добро ја гледав нешто, пошто бев ADR за звук. Иначе имаме нова улога во Копакабана, ама не знам дали смеам да кажам. Или ја биде С изненадување. камери. Е нова улога као улога у филмот или? Од после создадена. Аха, ако ја нема на трейлер, Не, ќе има. дознаату, ја има трейлер? Не, нема трейлер, ама ја има во филмот. Не, сакам да кажам ако ја нема на трейлер кога ќе излезе. Ќе ја има. Само не знам, нема луѓе да ме препознаат. Оу, окей. Ова ми се допаѓа. Многу се сакам таа кригана улога. е као отпосле усред снимање? Како ја кажам, а да не кажам. Ке се че не Не, добро, нема везе. Кажувам со кодови за може да иде. Ја има и за време на снимање, ама на крај уствари ја играм. Сам дека знам, ама нема да кажам зашто е. Пробуште е добра прича, ама ќе си ја гледаш на епизода. Ќе си гледаш на епизода. Да се вратиме малце, као уште 2 минути и завршуваме. Денеска кога снимаме е многу специјален ден, иако епизода го искача малце покасно, денеска е ден на театарот. Така е. Искрено многу спектакуларен ден едноставно. Кажи ми, за тебе театар колку значи? За мене многу значи театар. Мислам, глума се учи во театар. Тоа е некако мојата логика или можеби мојот пат кој што сум го прошла. У театар учиш онакви и најосновни работи, и најкомплексни, просто си изложен цело време пред публиката и нема лажга, ни една секунда. Една секунда лажга, публиката тоа го фаќа. Филм за разлика од театар е доста лажга, да се разбереме. Така, апсолутно. Гледам во тоалетот, а изгледа дека гледам од тебе. Мислам, сите тие работи доста е, како кажам, местенка. И се кријат работи, лоша реакција може да се исече, да не се види. Театар е, просто театарот е медиум на глумецот, а филмот е медиум на режисерот. Така можам да го поделам. Така што ја многу сакам театар и театар многу ми помогнал да просто се пуштам во некако во професијава. Кога почнав да работам воопшто, нели млада дете дојде на Охрид, го учам Скопскиот за да можам да глумам, нели пошто иначе нема улоги за луѓе кои што доаѓаат од натрешноста и така натаму. И многу често ми се случуваше да се здаткувам. Као онака да од трема да просто почнам да верглам, да не ми да некои работи. И мислам дека театар, односно играње во театар ми помогна да го поминам тоа. Тоа е првата работа. А второ, кога гледаш добра представа е не знам, магија во живо, не знам, и плюс филмот има тенденција да биде заменет од AI. Театар од почеток на човештвото, човекот имал потреба да јаде, да пие и да си игра. И гледаш мало дете, има потреба да се игра 24/7. Тоа е основна форма на театар, тоа е перформативност, тоа е нештото што не прави живи.
Така што да, театарот е многу важен и за мене. Ете, убав ден стварно. 27 март. Ова е една интересна тема што не сум размислил дека AI не може да замени театар. Како ќе го замени? А не може, не може. Како ќе го замени? Може филмот да влезе во медиум Така, на точно. театарот, ама чекај, извинете малце. Дека е ден на театарот да не заборавам нешто. Ви благодарам што гледавте. Така е. Си отиде наша. Ова е прв пат гостинка да си отиде. Да си отиде од овако. Се шалиме. Дека пред некој ден заборавив дека играм представа. И ми се јави испациентот во 7:30, ова се надевам дека директорот на театарот нема го чуе. Ма ми се јави скроз изумев како што имам проблем со датуми, со се хаотична сум. Скроз изумев дека играм представа, се разбира отидов се одигра представата, се беше окей, ама просто 21 март, јас знам дека играм представа, ама не беше дента 21 март во мојата глава. Провери дали вечера ви играш? Да, викам вечера 27 март да немаме И ние го проверивме тоа, затоа те договоривме за денеска. Кул, фала ви дечки. Драмски У глобала репертоар. гледаме Ох. глумците да ако кој да сакаме да го викнеме, гледаме репертоар да нема. Требаше мијата да не дава. Аха. Не знам кој ден, ама имаше тогаш представа. Браво бе дечки, фала ви. Пошто ги ви речев да и ќе Мислиме вика и да вас глумците. Тоа не е најзезнато, пошто снимаме секојаш од 6, од 18 Да. часот, а секоја представа од 8. Да. И секојаш гледаме, ако не може, ништо викај други така да. Да. Тоа е, знаеш, брат. Ами искуство си искуство, као. Што се те прашам. Има ли некоја улога, еве театарска специфично, која што можеби ти има ефтен променета онака како личност или ти има толку удрено на момент да си речеш сам да имаш реакција како што се дешава. Првата улога која што не сум сигурна колку лично ме удра или ме унапреди, кај што осетив реална промена во начинот на игра, беше 3-та година факултет Леди Макбет. Тоа е многу сериозен залак, кој што не сакав јас да го играм, ми беше страв. Пошто 2-та година факултет го работевме Чехов и ја играв Аркадина и тоа е комплетен промашај, значи таа снимка од тој испит сакам да се запали и никогаш да не се покаже никаде. Сега ја гледате сега. Сега најдеме од Мора. Имало драмски можеш да идеш да Си. Во на факултет, да, ги имаат седињата, ама нема да ви ги дадат. Пошто ќе ја запали. Забрана со печат. Ќе ургира. Знаеш, знаеш на драмски? Уште вечер ќе се јави Не, таму не уште вечер. На партирот. Или 20 дневни ќе дадат никако не. Не. Тоа морам ја да го украдам и да го спалам. Не, знаеш што е некој? Не уште вечер. Ова знаеш од кога го има направено она? Дека тоа цеде, не пипај црно Затоа цеде. го кажувам, иначе Го земало и го изгребало онака. Една Лилија му направила. компрометирачки материјали. Или може што пише на цедето, земало празно цеде, пише овај Да, сум го Кршење. заменила. Клими. у железара запалено у тоа, кај што ги горат сите работи. Да, лошо никако ми идеше, пошто и таа улога, од секојаш ствари сум бирала ја улоги кои што не се од оние, секојаш кога сум гледала текстови, поише сум имала желба да ги играм оние кои што се појаките, него оние што плачат. И на крај кога добивам улоги, цело време плачам, ама нема веза. И Аркадина ја играв, сама си ја одбрав и стварно беше просто на таа тематска единица во тој семестар не ми беше Чеков освестен. Едноставно имав и следниот семестар, 3-та година, Шекспир го работиме и ја и со Хари, колегава, се договарам, не, ај ти Ромео и Јулија, викам, ќе ги играме. И он вика, да, ја сакам Ромео, викам, нешто такво, па ималце да плачеме. Па ајде, добро, Ромео и Јулија. И кажувам на Сузана Киранчиска, професоркава, и она ми вика, не може. Викам, зашто? Вика, затоа што мислам дека треба да, вика, нешто поамбициозно да одбереш, особено, вика, нешто кое што може стварно да ти донесе. Викам, зашто Јулија е супер, ајде бе, ми вика 14 годишна девојче се заљубила, не ме зафркавај. Викам, добро.
И ми вика, ќе играш Леди Макбет. Макбет, уствари, на македонски. Мога само што ми кажам, не ми се слоши, викам Аркадина ја играв, а пошто кај Чехов Аркадина и Макбет кај Шекспир се некако слични по силина, по јачина ликови. Знаеш, не е Нина Заречна, не е Офелија кај Шекспир. И добро, со колега глумец и памтам дека за Аркадина професоркава ми викаше широко, Сара, широко, не треба да биде широко. Ја појма, не ја сваќав што ти значи тоа широко. И на Леди Макбет која ја играв, конечно ја сватив. Знаеш, некако ја сватив таа страст, таа широчина со која што треба да се појавиш на сцена, дека не треба тоа да го играш, дека треба да постоиш со таа широчина. Не знам како да го објаснам тоа. Сега некој млад актер да ме праша, не знам како поинаку да објаснам таа широчина која што треба да имаш на сцена за да бидеш убедлива во тоа. А пази, правиме муабет за човек од 1,63 м, иначе лажам сега дека сум 1,63 м, јас сум 1,62 м. Тоа е еден Не знам зашо во био ми стои 1,63 м, 1 сантим, ама 1 нема веќе. Маца си вака со прстињата си направила. Не знам намерно така лажам, не знам зашто. И да ја постигнеш таа моќ на сцена, Леди Макбет, жена која што е можда и најмогната жена напишано до 20 век во целата како се вика драматургија, е стварно заеб. Али мислам дека тогаш многу работи ми станаа јасни. Многу созрев наеднаш преку Леди Макбет, мислам глумачки зборам. Така наеднаш као да ми се деси некоја реинкарнација. Јас сакам да те прашам колку е тешко за актер да искочи од улога или не баш или да ти би од која улога ти било најтешко да искочиш. Дали си имала до сега така да остави во тебе некој нешто. Сите улоги оставаат. Не можеш против тоа и не е нешто што се губи, него останува со тебе. Не знам како кажам тоа. Природно се замисли одреден период си нешто. И мислам пробуваш да бидеш нешто константно, што би рекол ти се ставаш во туги чевли. И тоа пробуваш да го доближиш на себе, пробуваш што поише да бидеш тој човек, не да се преправаш, него да бидеш тој човек. И малку по малку и стануваш тој човек. Не се разбира целосно, него има делови кои што некако не знам оставаат трагови. Немаме ние американците имаат една позната школа што се вика метод acting. Што значи тоа? Тоа значи дека ја пред да ја работам улогата која што е бездомник, кој што живее на улица вакво, јас екшели одам живеам на улица за да го доживеам тоа реално, за да можам да го одиграм. А ние сме поише руска школа, Станиславски, кај што да, ти имаш други техники и начини како да го преживееш и да веруваш во моментот дека е реално. Дека просто го анализираш психолошки и го аплицираш на себе. И тоа е за мене поздрав начин на пристап на глума. Знаеш, као има една смешна прича, можеш малце да поглумиш, знаеш. Ама во смисла на тоа дека колку и да мене глумата ми е важна во животот ми е поважен. Искрено. Да, глумата е жртва, дава жртва за многу работи, се ставаш во многу непредвидени околности, многу е стресно, психологијата ти е константно на тест, ранли си, сите тие работи, ама се е до една, ако црвената граница е овде, не смееш да ја преминеш, барем за мене. Морам некако во главата да останам рационална и присудна во сето тоа што го правам. Односно да ставаме на граница. Ниеден Оскар, ниедна не знам каква награда во животот или нешто нема да ми е биде доволна сатисфакција ако јас стварно
отидам. Пошто е лесно. Малку ако си полабелен, тоа за глумци дека се ранливи, дека ние сме како без 3 слоја на кожата, не знам како ги чувствуваме работите многу поинтензивно. Така што за мене глумата е сепак работа. Да, со истражување, со впуштање во тоа максимално, ама со граница. Како да слушам мастер-клас у моментов, колку ми е многу добар муабетов. Една улога, која што знам дека сакаш да се оствари, мислам, главна улога во некој добар акционен филм. И сега да прашам, зошто, мислам, како да го прашам, зашто те немаат избрано да глумиш Лара Крофт? Ајде Или Том Рајдер. Ама ти се Се човек... пријавили на кастинг за Лара Крофт? Не, пошто имаше Ти 3, треба не знам на кој. агенти. Значи, сега како се казва Софи Тарнер е новата Том Рајдер. Човек, ти си Д Том Рајдер, ти си она... Благодарам. Нека слушне некој, ајде. Сара ќе Hi, биде guys, she's Tom Raidер. македонската Лара Крофт. Да. Македонски акционен филм у стил на Лара Крофт. Некоја партизанка, која што се борела против антифашистичката Како се окупација. каже Вера Циривири, Може, една од нив. трена. Здраво продукција, здраво режисери. Сакаме да ви кажеме една идеја. Сега да речеме во Сенки над Балканот имав до некаде акциони, сцени, таква ми беше улогата баш многу забавна улога. Добро беше, ама може да онака знаете што ми се свига акционен филм, ја не сакам да гледам акциони филмови, ама сакам да правам. Онаков хитвуман, нешто такво. Тоа. Нешто со кореографии, со пукања, со вежби, со такви ствари. Тоа ми е животна желба. Со каскадер да видам. Као Тамара Ристовска што изјавува. Мојата сопруга, нели? И сега искаче видеото од Тамара. Го сечете ова па видеото, сакам да видам каскадер. Не ми се верувам, шок сум. Не ми е добро. Треба да бидам каскадер у животот. Тоа сватив. Сели. Ај нема биеш Петар Стругар, те молам. Леле, ќе бидам каскадер. Не јади глум. Брат, јас сум за каскадер создадена жимима. Леле, луѓе морам да не слушам. Не слушам. Не ми работи во тоа. Леле, ке ме убие. После видеото? Помисла дека да Го има на Инстаграм. Не каже, Ке ме убие. вечер да го симнам. Ќе ти го пратам ја во оригинална. Ама знаеш кој момент? Кој е кликната на земја, која стварно сака да е каскадер. Дека неколку пати у видеото да кажува дека сака да е На каскадер. скрос. Следна глумица Тамара. Девено. Гости каде? Не треба, ја имаме у планеца, така да... Па може да не е следна. Па зашо да Ке не не? даеш бројче, ке пише. Се разбирам. За жена ми секогаш. За сопругата. Да. Не ќе надојам кај вас, ме оговарате. Не ми го пуштајте видеото, Не не слушам. смее да каже не. Да, сварно, преска, буквално онака спремам некои прашања за денеска за снимање и како го спремам ова, викам, Том Рајдер, човече. Значи, ти си Том Рајдер, онака, со 2 пиштоли, со Чуте, скокање, господ. со джунглаирање, со тирекс пози тебе трча. Со сачмарка во Значи, рака. полот филмот, така се замислувам као така полумрсна коса, константно е во некаква акција, па Добра ќе наочара, вежбам онаква- многу поише до тогаш, ќе вежбам. Мислам, вежбам и сега, не од... Види, Том Рајдер не е толку висока девојка, така да ти стои. Да, за тоа нема, не кажуваме са, ајде тоа. Да, бе, толку сум висок. метро 80, метро 80. Не, уствари за камера е уствари Да, подобро да. бидеш низок. Да, Не може да те кадрираат. Вика, вика, Чим сакаш толку Том Рајдер, ја ти препорачувам ако си во можност игрите да ги играш, не знам колку ги имаш и така. Ич не ги имам, ама може... Последната трилогија баш е тоа што го збориш ти. Она не знае до првиот дел као да си и почна да си прави
Лаки стрела, таква цело овде со завои Да, со завој да се овде има Ова лузна. безно има лузна овде со косата урепчесто Да. и тука има завој, значи скрос е така. И иде низ 7 брда и планини и снег ќе дое, ама ќе стигне на место. Тоа. Тоа треба, тоа. И со дивиш, кај се бориш со луѓе од страна што те плукат, што те пукат? И волци па ти доаѓаат плюс и со нив па треба да се справуваш. Да. Знаеш, ако Да. сакаш да малце, ако ти дадат да глумиш Том Райдер, можеш да ги поиграш ти игрите. Малце да видиш Дај да најдеме Ќе некој се агент. хукнат. Некој агент да дојде до некоја продукција за Извинете. Ние што ќе може вакво ние нешто ќе да направи. снимаме, што е две камери, две камери, светла. Што е Студио. режисери имаме, режисери Режија и имаме. глума што знаеме во исто време. Тука она паркур ќе прави како на офис. Паркур. Да. Што имаме друго за збори? Има што нешто? Имаме уште многу, ама доста. Има многу, ама што викаш преска ти кој ќе ме гледа? Кој е до 3 Не бе за сати. за втора, да, епизода да кажам. Да, бе следна епизода пак се не излезе. Да. Утре пак ќе не дојдеш. Па, ако не- И утре немаш представа. И Да, тоа немам провери. представа, да. Не, утре Вајде има нема. представа, ама не глумиш ти. Не, така не да- играм ја, не играм. Мислам дека да, до крајот на марта, ама викам да Немаш немам. следна представа ти е ајде да преминеме на Ке тоа. ти кажи и последно, значи. Следна представа технички ти е твојата нова премиера од Драмски, која што Не бе, мислам дека претходно играм, ова е крајот, да. ова е само на крајот на ова е на само добро. ова е Ај, само полека. крајот на светот. Ова е само крајот на светот. Таа сега Да, ме тоа е дојде да гледам. следната изведба, мислам дека 4 април. Да. Супер представата, интимна е, фамилиарна драма, мислам дека сите дома сме проживени со тоа што се проаѓа во таа представа, така да бурам те дојдете гледајте. Сега на таа да дојам, пошто многу ме купи насловот, а и од фотки што гледав, многу добро изгледа. Тоа е филмот на Завиер Долан, This is just the end of the world. Беше на Кан 2014. Така да игра бившиот маж на Моника Белучи, Винсент Касел, тој Винсент Касел, ама секогаш бившиот маж на Моника Белучи останува. Па нема тоа. Да. Леа Садокс, игра онакви сите познати француски глумци. Да, Сара Климовска игра. У Да, представата, у македонската верзија на адаптацијата Леа на филмот. Седокс, да. Глумиш во Болва во Уво? Не. Ја таа као што гледам ја постерот, таа ми изгледа за интересно. Таа е забавна представа. Иди гледај, да. Смешна. Знаеш дека е ремейк. Смешно. Мислам, Даде стара е таа, стар текст. као екран стар текст. Не. Од 80-ти негде. Добро, не. Ама Не, добро. Да, ама сите текстови се стари, Шекспир е стар, па сега го играме, мислам. Не е стар толку. Не. Само бе, 400 години. Да. 500, не, Пет. така до 15 век, како му доаѓа? Да, Да, ш- 500. Да, 50. ја гледав последен пат Слепци во турски театар. И Ја после на шести идам. представа ја не можам, уште сум фасциниран од Не сум ја гледала, баш ќе ја гледам, браво што ме геш ме представата. спомна. Ми се сија што е мала сцена и многу има интеракција со публика. Као ја најпрво отидов да искусам театар со превод. Ја не знаев дека представата е таква. И кога не внесу у мала сала у комедија Да. на супругата У турски театар, не ги навредувај. Не, ама комедија се сега, да. Викам, шо е ова, викам, Не, дупка една као базенче, мене ми е ставено супер таа оддупано. сцена. Пошто е вака од сите страни. Да. И викам, што е работа сега, како... И викат, не ги поместувате столчињата, не смеш да го... Ни милиметар не смеш да го мрднеш, да Нема знаеш. зашо го мрднеш. Не, ги има, некој ќе земе, од тога ќе Ама си го сега- стај на друга За да страна. гледаш. Јас сум фасциниран, но ќе правиме муавет кога ќе Но шести ја гледам, Многу ми е добро. така да може и на тоа да ти. Тоа да. Ке има на четврти. Каде? Од Ма Драмски. не сега, не утре. Да. Добро. Не, сте Како бе не утре, чекај, 27 сме.
Чекај, имаш представа вечерова? Не, не знаете колку сум лоша со датуми. Значи, не знаете колку пати заврнав работа со снимање, представи, па да ги молам, извинете, грешка беше ова, многу сум лоша. Ќе ти даваме имаме на апликација што ја користиме ние и на жена ми ја инсталирав и значи многу ме спасува ситуација. Само да ти кажам. Значи 100 пати ми имаат кажано Google календар, такви се. Јас заборавам во Google календар да ги ставам работите. Истата функција генерална. Мислам, Тоа тоа е е заборавам, више значи не, за таа таа ми е маната, Ако сакаш, монака. најлесна опција voice-over. Мислам, окей, Google или Hi Siri. Автоматски да ти ги... поради на келек. Не ми тегнало тоа, многу. Некојаш не работи. Види, Ама- технолошки сум катастрофа. Значи, катастрофа. Технологија. Така да, сето тоа... Убаво си изборевме до сега, сега маните, А зашто не си земаш асистент некој и така си светска глумица више Пошто така? ќе заборавам на асистентот да Ти звони некој рандом горе. Ало, Сара кај си? Имам 3 агенти и на 3 агенти ја морам да ставам датуми во календар за да знаат кога имам што. Так. И сите тројца се као, добро Сара, те молиме. Значи, морам да знам кога се работите, за да знам дали да те предложам за ова или да не те предложам за ова и овакво викам. Да. Тогаш и пак кога ќе го напишам ќе испадне све е луѓе погрешно. Ја не знам, имам нешто во главата што не does not align with time. Имам проблем со концептот на време. Тоа е. А не каснам нигде, значи не е тоа проблем, дури сум порано. Дури порано беше. Да, Ти не- си една од ретките што порано многу ни дојде. Некако од дете сум научена, значи минута на школа не сум каснела, татко ми беше гестапо за тоа. И сум навикната и не ќам кога ми каснат и кога ми е никако ни почит кон времето. Леле, истото го ја порано знаевам кога снимавме у МОФ, ако треба да снимаме у 5 сат, ја у 3 сат бев у МОФ. У два. Да убаво сакам да наместам, да средам, да направам, да видам еднаш како изгледа, ако не ми се свија фигурата, ако е овде, а не ми се свија да ја поместам да ја ставам. И никад до сега еднаш мислам дека каснав со Самара, знам Па не е битно бе. Добро се дешава се. каснав, ама поради X причини, ама гам и многу ме нервира не почит на време. Да. Сме се договориле у 5, окей, ако ти искочи еднаш, два пати, Да, три да се пати. случува некојаш нема врска, ама ако е Ама константно. другари тоа- имам што се договараме у 5, доаѓа у 6, значи саат време, од старт он касни. И онда секогаш му кажа саат време порано дека се гледа. И пак ќе дојде у 6. И пак ќе дојде, да, 2 сати ќе касни, знам. Не, па тоа знам. Ја на пример исто мрзам да мислам каснење и так мрзам се случува некад јебига. Али сум со датуми кога како што, ја ќе дојдам на време, ама кога погодам денот. Тебе денот ствари цел проблем ти го прави. Тие 24 часа колку проблем прави. Но е заебано за 24 часа. Па да, ако можам да се триплицирам некојаш би било совршено. И ја го секам тоа. Ова време, веројатно е овој начин на живење, it's just fucking capitalism, so бара од тебе да бидеш сегде и да создаваш многу и да да, добро, друга тема, многу голема тема. Една тема што не ја отворивме, ама всушност со тоа почнавме разговорот, ама изгледа ќе оставиме за друг подкаст, за друга епизода. Пиратерија, ако може така да кажем, ама сега ќе да отвориме ли? Кратка ќе бидам. Ајде. Значи, прашањето што пред го поставивме, поддржување македонски проекти, македонски серии и се останато, кои што не се доволно достапни на платформи, небитно дали домашни платформа, или ајде платформи да ги кажеме, или светски платформи, и се сведуваме на моментот пиратерија. Ја да ти кажам искрено, дај Боже да се нашите македонски филмови толку познати и да сите сакаат да ги стават на торент. Не разбереш, кај нас нема македонски филм на торент затоа што нема на платформа. Од кај ќе го симна, така? А воопшто за светскава кинематографија,
Јас спуштам илегално филмови. Јас сметам дека малце сме third world country. Форт. Fourth. И извини, ама неам пари да ги купам сите можни филмови. Едноставно имаме различна поидовна точка од кај што почнуваме. И за мене културата треба да биде отворена и пристапна. Кратко, влегов, мислам, во еден позитивен конфликт со Френсис Макдорманд, пошто бевме заедно на Пунта Лупут. Тоа е еден фестивал, интимен фестивал, кај што светски браќата Коен, Френсис Макдорманд, овој, како се викаше, режисерот на Cold War, Аида, како и да е. Имавме можност да тука разговараме буквално еден до друг без онакви големи ствари. И Френсис Макдорманд збореше за тоа, за перетеријата, за колку се тие, како ти кажам, демек, како луѓето гледаат на телефон филмови, како не идат во кино, и викам, знаеш, малце привилегија од вашата позиција во Америка, знаеш, позната глумица и сето тоа да се зборат овие работи. Во некои држави не ни доаѓаат филмови во кино да ги гледаме, а второ и скапо ни е да ги купуваме. Така да таа пиратерија колку што може да прави лошо некојаш за продукциите, прави добро за културата. Тоа е. Па тоа е. Ништо не, сме го кажале тој на подкаст да не била пиратеријата, Македонија до сега ќе немала да гледа 90% од филмовите што се искочени во Холивуд. Апсолутно. И ќе немало да се играат 90%, ќе немаше да се знае што е гейминг. Ја мислам дека сибрке сме биле, брат. Ништо нема. Не, бе, Црнило ќе било. Као да ти кажам, дали ви текнува дека едно време у Скопје немаше ни кино? Па, Немаше период од милениум, мислам, без кога се... Немаше кино. Да, знам. Рамстор од кога затвори киното Рамстор, 2 години, 3 немаше кино и немаше филмовите каде да ги гледаме. Така да Тажно. тоа е тоа. Сара, за крај, ако би се навратила години наназад, како би ја мотивирала или што би рекла на малата Сара од тоа време и со тоа како би ги мотивирала и сите други што го гледаат ова, што би сакале да се бават со уметност или ајде оваа уметност или општа уметност? Да бидам искрена или Слободно кажете сака. Живеи така. бегај од државава, Саро. Марш. Шо преш, бе? Шо Не. преш? Не, шала на страна, ја доста сум работела и во оваа држава. Само од оваа држава сум ги почнала моите улоги и моите почетоци, така да само за жал има лимит. Би си рекла да не се грижиш толку многу дали ќе се наместат работите. Или е за тебе, или не е за тебе, или ќе се случи, или нема да се случи, здравието е пред се. Наискрено. Тоа би си го рекла на себе, знаејќи колку стрес јас преживувам со некои работи и знаејќи мои блиски луѓе кои што секојдневно имаат страгал, кои што не се вработени во театар, кои што се многу талентирани, кои што за жал во Македонијава не стојат работите така како што треба да стојат и се нарабна откажување на професија и така натаму. Не е ништо страшно. Мислам, како да кажам, не здравието е пред се. Стварно тоа имам да кажам. Утре сум спремна да ништо од ова не правам, само да сум ја окей луѓето околу мене. Тоа ми е најбитно. Чист воздух. Во етерот. Така е. Се благодаруваме на пријатели на... За благодари си. се најажив. Не, стварно се најажив со моето на крај. Ја сакам кога кажа здравието пред се да кажам алкалоид Скопје. Спонзори се? Сакам. Ај, викам да не ти кршам. Здравието пред се алкалоид Скопје. спонзорства.
Пиеме чајче, good nature, сакаме чајче. Така да здраво, алкоид. Како и да е, пред да ни дојдат алкоид, сакаме се благодарам на B42, кој што повторно не го обезбеди овој прекрасен простор каде што наскоро Сара може ги го сними својот трети краткометражен режисер. Нема вториот го Не, вториот Нешто сега со- ќе го снимам. Вториот сега ќе снимам. Да, ама третиот тука. Или сакаш и Ама вториот? она за вториот кога го меркаше без тоа? Ќе го снима А, вториот. за третиот тука, да. Не, вториот не стои тука. Третиот. Така е. Извини. Третиот ќе го снима тука. Само се заборав на бенто бумки кои што ги прават најовите мали бенто тортички кои што за како се тоа позади на филм кој има јадење. Кетеринг. У кетерингот ќе имаме и бенто бум тортички која ќе се снима третиот филм. Само се благодарам на Goblin Games, најголемото и на ваата програми за друштвени игри, кои што годинава своја 25 години, стекот на целата година ќе има многу интересни работи со нив. Само се благодарам на Red Bull Македонија, кои што не напиваат со Red Bull и даваат крилја, како и оваа епизода. Дури ги носам чорапите Тетрис. Тетрис, да, Да, многу ми се се најубави добро. чорапи. Многу се Ги имам добро. значи убиено односење и не се мрднати онака. Не, ми се многу дебели. Дај ми тие ги ако не ги носиш. Сред зима си ги носам као. Дај ми ги, Не. Дај ми ги. Дај ми ги. Два-три пати се носели само уши. Баба ги има возено. Само се заблагодарам на Fat Kitchen кој што повторно ни ја приреди оваа прекрасна веганска овој пат храна, која што фалафелот трае уште овој викенд кој искача епизодава. Обавезно да го пробате, дечки, ја не очекував дека е толку Одличен е. вкусно Одличен. нешто. Уф. Дечки, и од мене тоа се гледаме следна недела, така да Пази ги ти убутно редо. Па дечки, фала ви на поканата, А, супер да, си поминави, многу што беше се забавно. прашате вака, како си помина иначе? Како си помина ти? Супер си помина, стварно многу забавно, дачки, цареви сте, фала ви. Одавно немам прашано гости како си помина. И мене ми текна се ствари, да, од Па нас. знаете дека било забавно, ако на вас би било забавно. Не, најискрено како да слушав мастер клас. Ама многу квалитетно онака. Фала ти. Така да фала ти премногу за честа што ни ја направи. Ти треба агент за посетување? Асистент, агент имам Асистент, 3, асистент. ама немој веќе агент. Асистент. Менаџер, да, може. Може. Значи, договорено е. Пошто јас сум многу Пред пицајда за свидетел- такви работи, све да е под конец, све да е наместено, Уф, Ќе се договориме дали ќе се за- снајдеш со мене, ама ајде ќе се договориме. би требало. А до тогаш, чао дечки. Дечки, чао, чао. Чао, чао. Ќе ви збори Тамара, можда следниот подкаст. Само ќе само. Тамара, оствари не идам ја викендов за Белград. Знаев, перната си. Значи викеndi се изненадувам.